Да, почитувани гледачи, останете со Здраво Македонија. Во продолжение имаме уште еден гостин во студиото. Зборуваме за една навистина значајна тема пред се во летниот период. Во фокус заедно со колешката Билјана Дебарлиева ги ставаме децата во летниот период, кога температурите се навистина многу високи, кога имаме високо УВ зрачење, па така што колешката Билјана со својот гостин ќе дискутира токму на оваа тема. Биби, добро утро. Да, благодарам Бубе, токму така и како што каже, интересна тема која што ќе го побуди интересот кај сите родители кои што веќе во овој предстоен период планираат да заминат со своето детенце на летен одмор или пак како генерално и во средината во која што живеат да си ги заштитат децата од опасностите можеби кои што или пак предизвиците кои што ги носи летото. На оваа тема разговараме со доктор Александар Сајковски, доктор на медицински науки, специјалист педијатар, неонатолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, фала за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе дадеме некои одговори кои се интересни. Секако, како и секогаш досега. Како и да ја насловиме темата на денешниот разговор, децата и летото, заштита на децата во летниот период, со деца на летен одмор, суштината е истата, така? Да упатиме конкретен и правилен совет до родителите, бидејќи очекуваат и сакаат тоа да го слушнат од стручни лица. Па деца и лето. Може да е најдобро. Така, да. Како да ги заштитиме децата? Од што треба да ги заштитиме во летниот период? Велиме, најчесто ја опаќаме онаа група до предшколска возраст, бебињата и дечињата од предшколска возраст. Па генерално, онаа заштита главна што е кај летото е евентуално да не дојде до некои изгореници на кожата при сончење, да не дојде до, преголемо излагање на главчето на многу интензивно сонце, што може да доведе до сончаница, да се хидрира детето, да внесува течности, тоа е големо потењето заради високите температури и заштита од евентуално каснување од одредени, да речеме, комарци, крлежи и така натаму, нешто што може да биде во околината каде што се децата. Така. Овие препораки се и доколку се оди на одмор со детенцето и доколку е во средината во која што живеат или пак на викенд, на еден ден на прошетка покрај езеро, планина или море. Да, генерално препораките се секогаш исти, без оглед дали се на одмор луѓето или со своите деца или се на прошетка, што би рекли, или на ручек некаде во природа. Но оно што е многу интересно, што би сакал да го потенцирам, тоа е што и покрај тоа што сме во летен период, доста сонце, за жал се уште ние дискутираме, дури во 21. век, за D-витаминот, дали ни треба или не ни треба, и колку ни треба и како ни треба. И тоа е една тема која што е многу експлоатирана во последно време. Дури и дозите на D-витамин што ги даваме кај децата, колкави треба да бидат, дали треба да се зголемат и така натаму. Потребен ли е во лето? Да, апсолутно, да. Апсолутно е потребен. Значи, насниот D-витаминот потребен секој ден. Зборам и за децата и за возрастните луѓе, кај децата особено заради нивниот раст и развој. Меѓутоа, доскоро стандардните препораки беа дека D-витаминот, особено во првите 5 години, односно од крајот на првата година до 5-та година, треба да се внесува само во есенските и зимските месеци, затоа што во тек на летото се предпоставува дека детето се излага на сонце, а сонцето е главен извор за D-витамин. Често ни се случува, само ова би сакал да напоменам, чисто овака како информација да кажам, често ни се случува да се поставува прашањето како се создава D-витаминот, нели? Затоа што главното создавање на D-витаминот е во кожата под дејство на сонцето и во основа сонцето, нели, со целиот спектар на инфрацрвени зраци, ултравиолетови зраци, еден спектар од 290 до 350 нанометри, сега чисто овака да го споменам, во кожата, во кератоцитите, што се клетките, учествува во трансформирање на една молекула, што се вика 7-дехидрохолестерол. Сега, нели, не би сакал да влагаме во биохемија, меѓутоа, чисто сакам да кажам дека ние сме зависни, децата и возрастните луѓе, од создавање на D-витаминот од сонцето. Ако вие вашето дете го облечете многу, ако не го изложите на сонце, ако не се создаде доволно D-витамин, останува единствено внесот преку уста. А внесот преку уста, преку храна, сакам да кажам, обично често е релативно низок. Така. Не знаеме дали доволната количина ќе внесеме, да. Така? Сега, најважното од се, бидејќи медицинава нели се развива, не стои, да кажеме, се новите сознанија дека
тие препораки дека во лето не, значи што ни беа порано препораки дека во лето не треба да се внесува, испадна дека не е така, него тоа многу зависи од генетската конструкција на една индивидуа, затоа што има деца и возрастни луѓе кои што едноставно не го метаболираат доволно добро и не го создаваат доволно добро D-витаминот и фактички треба да се засили внесувањето дури и во летните месеци. Така да, бидејќи нели Македонија е земја која што има најмногу сончеви денови, уживаме во сонцето, ама од друга страна посебно во овој период кога е штетно, многу мораме да се криеме, да се штитиме и да внимаваме. Значи тој витамин Д така во овој период не можеме две да го точки многу внесеме. битни. Значи рахитисот како состојба, како болест е првпат опишана во Англија, нели Англија е земја каде што има многу малце сонце. Меѓутоа, ние во 21. век денеска гледаме дека во Англија сега веќе скоро е искоренет рахитисот заради таа суплементација во доволни дози, а се појавува во земји како што е Македонија, да речеме кај нас имаме над 200 денови сончеви, меѓутоа децата се изнесуваат облечени од глава до пета, дури со чорапчиња, нели, надвор. Значи тоа е и ние за жал сега повторно гледаме еден лесен пораст на дечиња кои што имаат слабост на коски, што би рекле, или рахитис. Меѓутоа, од друга страна, D-витаминот и некои други минерали и витамини кои што учествуваат во јакнење на имунитетот ни е битен не само за коските, него и за имунолошкиот систем. Така да треба да се внесува, треба луѓето да излезат надвор, треба да се фати сонце, нели, за да се создаде D-витамин во кожата. Така да. Во поглед на заштитата на децата, рековте да ни дозволиме да дехидрираат. Најчесто кога се жедни, родителите им даваат сокчиња. Дали е погрешно тоа? Дали треба вода да се пие во тие моменти? Сокот уште повеќе им создава жед или пак едноставно течност си е течност, што и да внесат? Знаете како, тоа се некои наши навики кои се некако рутински навики. Ако вие гледате оние општите препораки, стандардни препораки, да речеме што дури и медиумите, као медиуми ги пренесувате, наутро многу често луѓето пијат сок. Нели, тоа е идејата внесување на витамини. Меѓутоа, и за децата, а така и за возрастните, соковите се во основа најлошиот дел од овошјето. Значи, вие взимате, например, цитрусните овошја, правите сок, а онаа пулпата која што ја фрлате, фактички е најбогата, таа е пуна со флавоноиди, фитостероли и субстанци, молекули кои што устари го штитат организмот. Например, тие биофлавоноидите, например, делуваат на повеќе од 800 патогени микроорганизми, ги убиваат едноставно. А ние тоа го фрламе. Значи, принципиално е подобро овошјето да се внесува како овошје, или максимум за малите бебиња како во форма на овошно пире, значи само цело блендирано, а самата течност е вода. Така. Таа е клjuč. Точно. Што треба да содржи патната аптека за детенцето кога се оди на одмор? За нас возрастните знаеме што треба да подготвиме, да носиме, ама што за детето, бидејќи секогаш родителите се во дилема и најтешко им е веројатно кога се подготвуваат заедно некаде да заминат, да земат и 2 пати и 3 пати повеќе ако треба, нели, за потребите на детенцето, да се најде ако затреба. Да, ова е прашање ваше кое што е многу интересно, затоа што јас, например, познавам доста наши пациенти, родители, кои што малте не отишле на одмор, дури и со хируршка сала судив, така доаѓа зборот. Значи, не е само да ги носите лековите, не е само да имате патна аптека, треба да знаете кога што да дадете. И треба да се процени кога што да се даде. Постојат одредени лекови, да кажем, или помошни лековити средства кои што нормално родителите можат одма да ги искористат, тоа ви се као, например, овие лекови за температура, ако дое до покачување на температура, ако почне да повраќа детето, например, некое средство за рехидрација, од оние течностите за рехидрација. Меѓутоа, пробиотик исто така, иако за пробиотиците зборуваме дека уште пред да тргнат на одмор треба на децата да им даваат и цело време. Подлога и подготовка. И цело време додека се на одмор треба да ги примаат, затоа што и кај децата и кај возрастните може да се појави таа така наречена патувачка диареја. Заради промена на флората од едно на друго место може да се појави патувачка диареја. Меѓутоа, во патната аптека, без оглед што се носат родителите, има некои лекови кои што по принцип не би требало сами да ги дадат. Пример се антибиотиците. Значи, нема логика да вклучите антибиотик ако не сте се консултирале со некој педијатар, дали во местото каде што сте
каде се патува за родителите, затоа што антибиотската терапија не е случајно ставена на рецепта, што велиме, нели? Треба права индикација за да се даде. Ние најчесто гледаме, па еве и сега, овој период, има доста дечиња кои што доваѓаат од одмор со инфекции кои што се повеќе вирусни. Дури има изголемување на бројот на дечиња кои што се со COVID-19 сега. Значи, во такви ситуации нема никаква логика да се даде антибиотик, затоа што антибиотикот едноставно не делува на вирусите. Друго е ако се работи за бактериска инфекција, тогаш да, ама таа проценка сепак треба да ја направи педијатар. Така да, кога ќе ја видите целата аптека, да, мислам, целата онаа патна торба со аптека, може да имате полно работи, меѓутоа за доста работи треба совет што и кога да се даде. Така. Некогаш може да има и алергиска реакција, некогаш убоди од инсекти, потребни се и некакви масти кои што родителите нели можат да ги користат и да ги употребат. Поблиски дестинации е подобро да се одбере, така или пак еве прашањето на која возраст на бебенцето може да се оди на одмор? Зависи прашањето дали ќе го поставите у Шведска или у Македонија. Морам искрено да ви кажам. Зошто, видите, колку се помали децата, толку, зборам еве доенчиња, например, првите месеци, ризикот од одмор е оптеретување при патување. Значи, за децата патувањето треба да е нежно, да не е форсирано, да е лесно, нели, возењето со кола, ако патувате со кола, да не е многу оптеретувачко, затоа што тоа е една форма на значајна промена што може да се деси кај детето, да се одржи аерација и климатизација на просторот во колата и нормално сместувањето да биде такво понатаму во дестинацијата каде што може да се одржува нормална хигиена. Многу од дел од западноевропските земји, многу родители уште со мали деца тргаат, уште со мали бебиња тргаат на одмор, но една информација која е многу важна, тоа е дека ако дојде до некоја болест, ако дојде до некоја состојба, треба да имаат предвид родителите дека брзината на влошување на состојбата или подобрување е многу поголема кај децата отколку кај возрастните луѓе. Така да, јас сепак мислам дека поблиски дестинации се сепак подобри, колку е детето помало. Така да. Рековме ги опаќаме дечињата и до предшколска возраст. Кога се оди на одмор со нив, изложеноста на сонцето, родителите се тие нели кои што се грижат најмногу и го прават најдоброто. Некогаш сакајќи да го направат најдоброто за своето дете, може би прават и некоја несвесна грешка или пак не сакајќи. Како да го заштитат, да ја заштитат кожата на детето? Прво, се насмеав, знаете зашто? Затоа што ние сме на расчекор еден страотен сега во медицината. Од една страна, слушате информации, не излагајте на сонце, ќе добиете канцер на кожа. Од друга страна, ако не излезете на сонце, немате D-витамин во доволна количина. Од трета страна, се ставаат разни креми за заштита на кожа, но многу е битно какви креми. Има, например, некои креми од тие што се користат за заштита содржат субстанции кои се доста токсични. Па дури они самите канцерогени. Тоа е една работа. Втора работа, вие можете да ставите, например, кај едно дете, да го намачкате со ние детски креми за заштита на кожата, но бидите сигурни дека 98% од создавањето на D-витамин се уништува. Значи не може да се создаде D-витамин. Тоа е едно, али друго, можете да користите и 25-ка фактор и 50-ка фактор. Разликата во заштитата од ултравиолетовите зраци е многу мала. Сега, се насмеав затоа што ние сме во еден расчекор страотен. Значи, ние денеска зборуваме дека кожата памти, има меморија, колку е изложена на сонце, како е изложена на сонце. Меѓутоа, од друга страна, официјалните податоци, светски податоци, кажуваат дека малигните меланоми, кои што може да се појават меѓу другото заради ултравиолетовото зрачење, се најчести на грбот и на глутиусите. Значи, на релативно затворени средини. Значи, скоро 80%, 78% од тие, мислам, зборам за возрастната популација. Така да, дали да се излагаме или не и колку, е многу интересно прашање. Инаку, еве, да речеме, ја би ги советувал на родителите,
Па и за самите нив. Прво не го ставајте детето под чадор. Чадорот не го штити на плажа. Да. Не го штити. Повторно може да изгори. Апсолутно. Освен под една убава природна сенка, така? Изнесите го вашето дете барем 15 минути на сонце разголено. За 15 минути, 10 до 15 минути, тој 7 дихидрохолестерол ќе се трансферираат во 20.000 единици во тие кератоцитите, во 20.000 единици витамин Д. За 10 до 15 минути сигурно нема да изгори. Так. Значи, не мора да го држат детето 2 сата на сонце, оно ќе изгори ако остане 2 сата. Нели кожичката ќе доби тој еритем црвенило и така натаму. Така да едноставно модерниот начин на живење, модерниот начин на како што ние живееме денеска, не доведе во ситуација да имаме дефицит на Д-витамин, како што почнавме да збориме на почетокот. Вие ако се вратите назад повеќе десетици илјади години, знаете, луѓето живееле на отворено. Да. Денеска сме сите затворени, не излагаме надвор, облечени во максимално облечени, и едноставно немаме контакт со сонцето, па сега дури и со морето. Така, каде што има извор за Д-витамин. Така, на сонцето. Убоди од инсекти, полазување од нешто, некојаш може да се јави некаква реакција. Како во тие ситуации, бидејќи пак и дечињата некогаш сами, играјќи едно со друго, тие не знаат дали нештото треба да му го даде на другото детенце, или пак да го чува само своето. Дел од тие, да кажем, инсекти носат и некои ризици, објективно, особено оние пчели, оси, страшлени. Тие се веќе, тие убоди може да бидат незгодни и да направат страшни реакции, па и тешки алергиски реакции, дури многу брзи реакции. За нив е битно да имаат родителите некои од тие лекови кои што се антиалергици, но и апсолутно веднаш да се исконсултираат со најблиската педиатриска амбуланта, без оглед каде се на одмор. Додека за каснувањето од комарци, видите, тука имате една многу интересна работа, имате еден огромен број на препарати, исто така, кои што се користат за заштита, меѓутоа имате и природни препарати кои што тоа може да го заштитат, има такви и на пазарот што може да се купат, кои што се од природата направени, од лимун, лаванда, не знам, такви босилек, нели? Кои што може да бидат да се користат за борба против комарците. Така. Летото е идеален период за одвикнување на малите бебиња од пелени. Го прифаќаат ли родителите тој факт или пак оставаат, чекаат кога детенцето само ќе сака? Еве како за крај, сакав и тоа да ве прашам, како препорака и совет. Тоа е прашање кое што треба на родителите прво да им се каже, не ги форсирајте со сила. Тоа е голема трансформација во животот. Ако дошол периодот, така, нормално. Објективно е најдобро во лето, објективно е најдобро, меѓутоа тоа е процес кој што треба да иде полека, не со сила, затоа што може да даде контраефекти. Значи, таа навика за користење на тоалет има повеќе техники во тој дел. Доста од нашиве колеги кои што се бават со психологија кај деца, им даваат совети на родителите како таа техника на одвикнување да ја направат особено во летниот период. Меѓутоа тоа е нешто што треба да оди полека, не како кај, да речем, домашните милиничиња, каде што тоа е малце погрубо. Така, да. И за самиот крај еден совет од вас до сите родители за темава за која се споруваме. Летото го сакаме, сите уживаме, сакаме на одмор да одиме, да го поминеме убаво и безгрешно, така? Да, и да уживаме во. Мојот топол совет е колку може повеќе да ги однесат децата сега, нели, тоа зависи во рамките на можностите на едно семејство. Меѓутоа, да ги однесат децата на море, да речеме, на езеро или море, значи на вода, убаво е после тоа да ги качат малку на планина. Таа промена во атмосферскиот притисок во времето може многу да им помогне во стимулација на имунитетот, да внесуваат што повеќе чиста органска, колку може повеќе органска храна заради имунитетот, тие пестицидите се отровите на 21-виот век, и нормално да не даваат само сокови, него нека децата го конзумираат овошјето, нормално и зеленчукот, такво какво што е. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам.